Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Раскавицата на зглобовите често се оштетува со текот на годините, што доведува до различни проблеми, како што се болки, намалена подвижност на екстремитетите или пак проблем при движењето, при одењето. Поради исклучително малата регенеративна способност на раскавицата, лекувањето обично завршува со операција. Постои ли можност за трансплантација на раскавицата од коленото или пак некој друг зглоб и сето тоа да се изведе успешно? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Константин Митев, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по травматологија во клиничката болница Жан Митрев. Останете на телма, по рекламниот блок разговараме за трансплантацијата на зглобната раскавица. Денеска во телма амбуланта зборуваме за трансплантацијата на зглобната раскавица со професор доктор Константин Митев, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по травматологија во клиничката болница Жан Митрев. Професоре, задоволство што сте во студиото на телма и добар ден. Добар ден на вас. Кажете ми колку е дебела зглобната раскавица и каква е низината улога? Зглобната раскавица е дебелина од 2 до 4 мм. Значи, изузетно тенка структура, која што е една гладка, сјајна, мазна, која што служи во цело за така наречени шок абсорбер. Служи да ги покрива сите зглобни површини и ја пренесува силата на оптеретување од едната на другото зглобна површина. Битно е да кажеме дека има една специфична архитектоника која што и дозволува да огромни оптеретувања на толку мала дебелина на раскавица, а сепак таа го издржува тој цел терет и при тоа нема нарушување во незиниот интегритет. Незина специфика, одма ќе кажам, дека е една аваскуларна, анеурална, алимфатична структура, што значи објаснете ни што значи дека нема крвоснабдување добро. Тоа е многу значајно, затоа што еднаш оштетена зглобна раскавица многу тешко или скоро да кажеме никако не може сама по себе да зарасне. Таа зараснува на еден специфичен начин кој што не е комплетно со истиот квалитет на раскавица, како што е здравата раскавица. Поради тоа, најбитно е во целата работа да се превенира било какви оштетувања на таа раскавица, во тек на годините да се прати нутритивниот статус, диета, тежина, статика, оптеретување, се со цел да не се доведе до нејзино оштетување, бидејќи, како што нагласивме, оштетувањето е скоро секогаш иреверзибилно. Значи нема, многу тешко е да се врати без некои терапевтски методи, во случајот денеска што ќе ги спомнеме, со различни методи на третман, голем број на декади, еден предизвикувачки проблем кој што и до ден денес нема 100% решение, меѓутоа се доближуваме до таа до решението. До кога еднаш ќе почне да пропаѓа зглобната раскавица, дали тој процес секогаш ќе прогресира, може ли само од себе да запре, доколку направиме некакви животни промени, ја регулираме телесната тежина? Да, во принцип од овде скоро секогаш е иреверзибилно и секогаш е прогресивна болеста. Меѓутоа може да се успори. Со овие методи што ги кажувате, можеме да го успориме оштетувањето, што значи дека да запре е многу тешко, меѓутоа може да се забави старењето, разградувањето, оштетувањето на раскавицата со промена на некои режими, со промена на начин на живот, со голем број на вежби, со зајакнување на странични структури, сето тоа ќе доведе да се тој зглоб, без разлика за кој зглоб станува збор, зајакне, зацврсне и може да таа раскавица полесно го трпи тоа оптеретување при нормални активности. Значи со вежби, а не со мирување? Не. Бидејќи првата асоциација ни е оштетена зглобна раскавица, да мируваме, да го штедиме коленото или да го штедиме лактот, рамото. Значи, затоа ви кажам и нагласувам на сите. Има голем број, посебно возрастна популација, и ви кажат, докторе, супер ми е кога не мрдам одлично. Значи, не е поентата човек да не мрда. Животот е движење, ние треба да знаеме дека мирувањето е само во еден краток временски период во кој што е потребно да се репарира и регенерираат
значи да се намали оток, да се овие структури подобрат, меѓутоа никако не може со цело време мирување да тоа само по себе се рехабилитира или да се регенерира и репарира таа зглобна раскавица. Ќе почувствуваме ли нешто ако почнала зглобната раскавица да се оштетува? Има ли некои почетни симптоми што треба да бидат аларм дека нешто се случува со нашите зглобови? Треба да се каже дека самата помисла дека жените во менопауза и мажите над 50 годишна возраст ни е првиот знак дека нешто кога доаѓа пациент и се жали на одредени болки во зглобови, мора да се посомневаме дека станува збор за оштетување на зглобна раскавица. Второ, самиот пациент ни кажува дека му се јавува повремено оток, дека има болка, дека има крцкање, дека има крепитации, дека некогаш му се блокира ногата, скочниот зглоб, дека му отекува и така натаму. Што значи дека постојат знаци кои што не треба да се запостават, него апсолутно да се тоа алармира и да се оди на соодветен лекар со цел да се воспостави екзактна дијагноза. Да си земаме понекогаш колагенски напитоци? Тоа е сега исто една модерна варијанта, која што повеќе мора да кажеме дека представува една голема комерцијализација, затоа што постојат голем број на препарати. Генерално постои некои референци за дека има некое влијание, меѓутоа тоа е толку минимално во однос на тоа што се презентира, така да реално има многу други работи што треба претходно се презимаат. Апсолутно сум за зимање за суплементи, за здрава храна, за се што е потребно, меѓутоа такви колагени без доктор од овде на свое, мислам дека не е потребно. Докторе, дали е тоа исто што и желатин? Да, тоа се варијанти од овде, сите се тие различни форми на колагенски препарати, имате неколку типа на колаген, секој од нив, нели секоја фирма каже дека таа е посебна, дека баш буквално се имплементира таму каде што е оштетено, така да реално прво разговарајте со лекар за соодветна работа, за да може да примате колаген така. Кога ќе забележите кај некој пациент дека има некакво оштетување на раскавицата? Од што зависи каков ќе биде понатамошниот третман? Дали ќе дадете некоја инекција директно во коленото, што е дел од новата регенеративна медицина, или пак ќе се оди со нешто посложено? Видете, светот оди на кај регенеративна медицина. Значи, сите хемиски продукти по дефолт се исфрлаат веќе во употреба, што значи дека целата насока на современата медицина е базирана на регенерација, односно на продукти од свое тело. Затоа има драматична експанзија на плазма, на ПРП, на АЦП, на сите продукти на коскена срцевина, кои што потекнуваат сами од себе, поради безброј позитивни ефекти, второ, избегнати се нус ефектите, како што се алергиски реакции, реакција на страно тело, затоа што е од самиот организам, и затоа основно на секој кој ќе осети било каков проблем, кој ќе се јави првпат на преглед, прво треба да се воспостави, значи анамнеза, клинички преглед, магнетна резонанца, која што е златен стандард за испитување и за евалуација на зглобна раскавица, и потоа да дојдеме до решение од неколку варијанти. Од што зависи? Тоа е одлично прашање. Сега во светот затоа се стремиме кон персонализирана медицина. Ние ги делиме пациентите генерално во неколку групи возрастни. Значи, многу значајно дали пациентот е во првата од 20 до 40, дали е од 40 до 60 годишна возраст и над 60 годишна возраст. Зашто е тоа значајно? Затоа што пикот на bone mass, значи на густината на коскена структура, негде околу 25 година, генерално сите биолошки и регенеративни медицини изузетно добро делуваат до 40 години. Потоа има еден 40 до 60 години, еден меѓу период, каде што апсолутно треба да се проба со биологија, со регенерација, меѓутоа е не толку успехот не е гарантиран како кај оваа група, посебно така да наречеме спортска активна група до 40 години, и нормално над 60 годишна возраст, каде што веќе сите овие биологија или така наречени биолошки репаративни, регенеративни механизми скоро да се затаени, и затоа тогаш се спремаме и поставуваме импланти, најчесто нели, метали, вештачки колена, протези и така натаму. Доколку се работи за некое младо лице, спортски активно, кое што направило некаква повреда на некој од зглобовите, најчесто на коленото или пак скочниот зглоб, така, и има делумно оштетување на раскавицата, што најнапред се презема? Значи, прво се прави класификација на повредата. Значи, најбитно од овде е големината на повредата. Постојат стандардни алгоритми, протоколи денеска во свет, кои што зависи од големината на повредата, тежината на повредата, хормонскиот статус на пациентот, се прави тој... Значи, сложено е. Апсолутно, комплексен систем за да може да добиете идеален ефект или да рекрешам најблиску до идеален
третман за тој пациент. Посебно се кажува за спортисти, за млади, каде што реално функцијата на таа зглобна функција треба да се врати максимум што може, 95-97 од веќе оштетената раскавица. Поради тоа, кога тој веќе доаѓа со тако, постојат секогаш, збориме за млад пациент, прво се методите на избор. Значи, доколку од овде станува за минимално, за негде големина од 0,5 сантиметри тој дефект, имаме најчесто од овде се прават или регенеративни процедури кои што се смета дека се стимулирање на коскена срцевина, потоа се прави една специфична техника на микропенетрации, потоа доколку станува збор за поголем дефект, станува збор за трансплантација на коскена срцевина и за имплантација, и доколку се огромни дефекти, големи, тоа постојат посебни техники како што се мозаик пластика, графтови и така натаму. Сега ќе проговориме за нешто што е актуелно во моментот. Станува збор за трансплантација, односно пресадување на раскавица на зглобовите. Се изведува на повеќе начини. Еве, ние направивме една анализа кои се најчестите методи за трансплантација на зглобната раскавица, а тоа е со сопствена зглобна раскавица, со раскавица од носот, од нос на колено, со раскавица од донор, односно донатор, и фиксирање на одвоен дел на раскавица. Професорот, ќе започнеме редоследно. Значи, трансплантација со сопствена раскавица. Доколку некој има некакво оштетување на зглобната раскавица, од каде земате раскавица за да направите трансплантација? Значи, ова е добра подоба, меѓутоа не е целосна. Мислам дека е посоодветно да ги поделиме деловите или ова третмани на зглобна раскавица на два дела. Тоа е првото апликација на така наречени хондроцити, односно само на раскавични клетки. Тоа е така наречена автологна хондроцитна имплантација, една метода која што пред 10 години доживе еден пик, посебно во западноевропските земји. Значи, ја во Германија го работев ова и тоа е процедура со две операции кај истиот пациент. Значи, првата операција служи за влегување артроскопски, тоа што народ позната као ласерски. Влегуваме внатре во зглоб, вадиме дел од раскавицата, се праќа во соодветна лабораторија, значи каде што се прави инвитро експанзија на овие хондроцити. Вие земате само некои 200-400 милилитри дел од раскавица, ја праќате во соодветни лаборатории кои што се опремени со можност за инвитро експанзија и они ви враќаат од овде. Кивен инженеринг е тоа всушност, така? Апсолутно, значи ви прават растење на тие хондроцити, зголемување број, квалитет, ви носат буквално во еден систем кој што ви ги враќаат сопствените хондроцити, значи тие раскавични клетки, ви ги враќаат во еден посебен обложен серум и вие во втората операција, значи која што ќе биде по 3, 4, 6 недели, во зависност од бројот на хондроцитите кои што сме ги развили инвитро, ги враќаме назад и ги аплицираме кај пациентот. И тоа е така наречена тие операција во два чекора. Сега, предност што е? Предност е што во тоа време се сметаше дека е тоа суверена метода во Европа, меѓутоа имаше 2 пати пациентот се оперира и второ релативно скапо, затоа што покрај тоа што го зимате, па имате таму лабораториски инвитро инженеринг, па потоа го враќате назад и тоа реално кошташе многу. Меѓутоа резултатите, резултатите од овде варира од 75 до 90, најчесто од овде варираше во таа некој 82-85%, што е релативно добар резултат и спаѓа во таа на граница помеѓу добар и одличен резултат. И сега во тој момент од овде се сметаше дека тоа е некој, да кажеме, некој предизвик кој што треба да се прати, да се оди понатаму. И сега доаѓаме до ова со сопствена зглобна раскавица во втор дел, каде што ова е тоа нешто ново што почнавме да го работиме, каде што всушност во еден акт се прави целата. Значи со еден оперативен запад. Тоа е се една разлика со голема предност. Зашто е тоа? Постојат неколку фирми кои што донесоа посебни девајси, значи посебни направи при кои што во текот на операцијата зимаме раскавица од страната на раскавицата на дефектот, каде што е оштетен. Значи каде што има дефект. Каде што има дефект. Околу, при самата оштетување, се прави еден како канал во кој што околу стои една раскавица која што е стара, оштетена и е поставена како ров, значи како страна во канал. Тоа се презима цело, се чисти во здраво. Таа странична раскавица која што од оштетената при оптеретувањето, стоењето, се користи и се става во тој девајс за време додека тоа го правиме.
и се зимаат додатни делови од раскавица своја од делови кои што не се оптеретени, што значи дека тоа се крајевите и виците на раскавиците, се поминува и се зима нова раскавица од страна. И сега веќе имате еден комплекс, значи од здрава своја раскавица, која што се носи во една направа, тоа е све поврзан сега систем. И тие се два девајса, граф девајс се вика едниот, другиот е протроминатор, каде што преку една серија на постапки кои што траат 10 до 15 минути, значи тоа не е нешто брзо, релативно брзо. Не е нешто многу временски период. За тоа време се дроби раскавицата, таа што сме извадиле, се дроби на толку ситни парчиња, се става серум, значи се зима автологен серум заедно со плазма од пациентот, значи се зима преку крв? ПРП, да, се зима и од таму од пациентот и со еден микс на овие, значи на раскавицата, на крвта што се зима, на ПРП-то што се прави од овде, се прави еден слој кој што буквално, така наречен, нели, еден автологен серум кој што цела се лепи во истиот так, значи после 15-20 минути од почетокот кога сме ја земале, се лепи од озгоре и се обложува како лепак и буквално се покрива цела површина на дефектот кој што е оштетен. Што е предност? Предност е што е еден акт. Второ, предност е тоа што апсолутно нема никаква можност за инфекција, за страно тело, за алергиска реакција, затоа што е одсвоено. И трето, релативно брза процедура. Тоа значи дека сите овие од овде пациенти што ги опериравме се пуштаат за ден-два веќе, значи амбулантски или следниот ден се пуштаат на домашно лекување и почнуваме со физикална терапија. Значи еден процес кој што е до толку доведен до совршенство да буквално вие во една процедура се тоа што беше лабораторија инвитро експанзија сега го правите мелење или фрагментирање на таа раскавица, ја обложувате со ПРП и таа микстура ја лепите и тоа го покрива дефектот. Колку време е потребно за пациентот да застане на нозе по овој зафат? Значи, пациентот одма застанува на нозе. Проблемот е само што не оптеретува. Тоа значи оптеретува само на здравата нога, без разлика дали е скочен зглоб, колено, колк, не е битно. И првите 2 недели има само движење во 20 до 30 степени од нормалната флексија, потоа наредните 3 до 6 недели почнува комплетно да го витка коленото, после 6 недели почнува да оптеретува. Тоа трае негде од 6 недели до 8 до 12 недели за да се врати комплетно во нормална секојдневна активност. Дали овој зафат е применлив и кај возрастни лица кои што целосно ја имаат изгубено раскавицата на зглобот? Да, сега тука е тоа годишна возраст што гаранција не постои. Меѓутоа, реалниот сега, например, е на последниот ЕСКА конгрес, значи тие така наречени specialty days што бевме соочување буквално со сите најнови методи во светот за репарација на раскавица, се смета дека вреди да се проба биолошки третман, па доколку не успее да се премине на другиот стадиум, односно на поставување на имплант. Го споменавте на каков начин се изведува, дали артроскопски правите, односно со лазер или пак се отвара коленото за да се се отвара само, значи во специфични случаи кога е непристапен делот, значи во можност во дел на коленото и на зглобот каде што не можете комплетно да бидете сигурни дека ќе може да успеете комплетно да го покриете. Иначе, значи процедурите од овде што ги правам сега се апсолутно 100% артроскопски. Тоа е метода која што почнава пред 2-3 години, опишана се од Шнајдер. Значи, меѓутоа сега почнавме комплетно една специфична со малце една сензитивно затоа што мора покрај таа течност што ја ставаме мора да се исуши делот во зглобот. Па за тој дел мора да биде суво екзактно за да може да залепи ново настанатата и ново создадената раскавица. Важно ли е колкаво е оштетувањето на зглобната раскавица за ова да се изведе? Да. Тоа е многу битно и затоа проценката, и затоа проценката, затоа спомнав на почеток. Алгоритмите и протоколите се одредени спрема големината, дебелината, тежината, сето тој хормонскиот баланс, сето тоа ни одредува кој од овие методи во кој момент ќе го применим. Не може за сите, меѓутоа се трудиме со тие сега со овие нови методи да се опфати еден метод кој што се повеќе ќе зголеми таа можност, тој спектар на оштетување да биде што поголем, да не биде за секој сантим различна метода. А може за секој зглоб да се примени, да речеме колк? Да, апсолутно. Апсолутно. За секој зглоб, затоа што буквално е раскавицата сегде иста и затоа за секоја зглобна раскавица овој метод може да се примени. Споменавте раскавицата секаде иста, но тоа се однесува на зглобовите, а тука има уште една метода, вели раскавица од носот. Значи имаме ни на други делови на телот раскавица, нос, уво. Да.
експериментално се правеше едно време и со рскавица од нос на колено. Да. И сега кога е успешност, дали е иста таа рскавица? Значи, квалитетот дали со квалитетот на рскавицата значи, на што е коленото? поента да се од овде? Значи, постојат три типа генерално на рскавица, значи како што е, хиалуронска, постои фиброзна, постои еластична, сите тие во различно зглобоите негде повеќе доминираат или повеќе. Зашто е различно и зашто е битно да биде од исто место и многу блиско едно до друго? Затоа што квалитетот на рскавица е ист, значи е многу кога е на истиот зглоб во близина и составот таа архитектоника што ја нагласувам и што ја акцентирам посебно е многу битна за тоа оптеретување да го трпи. Различно е кога добивате вие рскавица која не е со ист квалитет, односно кога нема доволно количина на колаген 2, него има повеќе на колаген 1, значи има различни типови на колаген, кога има повеќе фиброзно или сврзно ткиво него што ни е потребно, сето тоа потоа може да дава компромитирање на резултатот или послаби резултати. Значи, ова метода, конкретно, од нос на Тоа колено? тоа постои како метода, меѓутоа толку се сега методите генерално од овде, од сите можни делови на рскавици активирани, постои од да се зимаат колагени и од масно ткиво, да се зимаат и од сврзно ткиво, меѓутоа генерално најбитно и најблиску се овие методи кои што се на исто место. Ги потенцирате. Одиме понатаму, вели рскавица од донор. Дали е тоа возможно кај нас? Како не, да. Постои, мислам дека веќе се направија во нашата земја од овде неколку, значи од почина донор, кај што се зимаат готови рскавици, делови, коскени банки и така натаму, при кои што имаме апликација на значи рскавица од друг човек, значи од донор, на местото на соодветно на оштетениот зглоб. Проблемот, пак ќе речам, е затоа што постои кај сите овие ново донори од едно на друго место, постојат голем број на работи што мора да се земат у предвид. Тоа се, значи, покрај хајла типизации, потоа отфрлање на графт, можност за инфекција за време на транспорт. Многу има можности за компликации кои што може да се доведат. Фактот дека све е тоа може да се направи, протокол и све, меѓутоа, ние се стремиме кон тоа да се движи најмногу од истиот организам со минимална можност за оштетување или некои странични саид ефекти што може да предизвикаат проблем при оваа репарација на рскавица. Доколку некој има направено трансплантација на рскавица на зглобот од донор, ќе треба доживотно да пие некаква терапија за отфрлање, Па не, на почеток. На почеток е тоа така. Е сега потоа доаѓа и самата рскавица се интегрира во таа новонастаната рскавица и со тек на времето може да се добие соодветен квалитет без да се прима до крај. Потоа имаме фиксирање на одвоен дел на рскавицата. Може ли при повреда да се одлепи рскавицата? Да. Тоа е, значи, тоа не е толку честа патологија, меѓутоа, пример, годишно од овде се среќаваме со 2 до 3, тоа е исто и како детска патологија во помлада, значи негде 14 до 15 годишна возраст при голема спортска активност или кај некои пациенти кои што трпат хронични заболувања кои што имаат, значи при диабет, не знам, гихт, има буквално отпаѓање на цел дел, на цело парче од рскавицата. И сега ви имате еден огромен комплекс кој што би требало да го вратите со цел да се врати нормалната функција, затоа што иначе тоа комплетно кога ќе пропадне, потоа само следен доколку не се фати на време и доколку не се фиксира. Значи сега постојат биоресорптивни шрафови, постојат енкори, постојат различни типови на техники кои што го враќаат и го лепат тој фрагмент. Колку брзо мора да се фиксира ова парче што се откинало? Па тоа во принцип одма, мислам, тоа се првите 2, 3, 5 дена, затоа што пациентот не може да функционира доколку е тоа падно одма, се осеќа оток, болка, коленото му е блокирано, мора да се појави. Доколку се движи, може да се оштети уште тоа парче. Да, тоа овде да се буквално да се распадне, па да се оштетуваат други структури, затоа тие пациенти брзо се јавуваат кај нас на преглед. И успешни се тие фиксации? Како не, да, апсолутно, да. По еден ваков зафат со фиксација на парче од рскавица што се одвоило само од себе, да. Ке се оштетува ли зглобната рскавица во животот со текот на годините? Дали ова значи оштетување трајно всушност на зглобната рскавица? Секогаш. Значи тоа треба да знаете дека ние све ова што правиме да се доближиме, меѓутоа генерално не можеме да се доведеме никогаш се уште на жалост до совршенство и да вратиме целата работа назад. И затоа зборам дека не може да се стигне дури ни 92, 93, 95% да се врати назад, скоро е невозможно. Значи меѓутоа резултатите се одлични доколку имаме 90% успех. До 90% навистина е тоа е перфектно, одличен процент. Во кој случај не може да се направи ова, па сега преминувате кон оние поинакви методи? Да речеме да се стави некаков имплант. И сега, затоа е тоа
да Од што кажем, многу се плашат. Да, последните пораки што пациентите. ги сега на предавањето што го правевме во Варшава, во Полска, буквално се тие take home messages и се смета дека најризична група е, да кажеме, една преодна група, некој бордерлайн, и се тие 40, 50 и 60 години, да не кажам меѓу 50 и 60 е таа една група која што има огромни можности да оваа биологија пропадне, да не успее над 50 години, веќе овие биолошките методи имаат голем процент на неуспех. Мора да знаете дека доколку над 65, над 67 години, веќе многу малце користиме биолошки методи. Сите што се возраст над 65 години, од старт им кажуваме дека ние може да се проба, меѓутоа реално, значи правилно би треба да се сврти методата кон поставување на имплант. Но претпоставам дека инсистираат да пробаат со некој од овие Па знаете како, биолошки техники. Тоа не, да, ја не би се сложил со тоа. Голем број од луѓето викаат не би влегле два пати на операција, без разлика што и да се случи, подобро да тераме. Многу е битно, знаете како, пораката на сите нас е односот со пациентот, да пациентот биде запознаен. Доколку ви ме објасните на пациентот дека методата има ограничено време на траење или, например, протеза, зашто сега, например, денеска сакат пациенти доаѓаат на 35-40 години и викаат многу ме боли коленото, не можам ништо, дај стајте ми протеза и нека терам, важно да немам болки. Мора да биде запознат пациентот дека таа протеза има век на траење, дека таа не е доживотно. Значи тоа трае 12, 15, 20 години квалитет. Тоа ќе треба да се менува. И сега вас у моментот ви личи дека 35 години е 15 години. Ама тоа ќе дојде кога ќе станете 53, 55, 60. После наново треба тоа све да се вади, па да се става нова протеза. Значи тоа е сега веќе работа која што е многу посложена од првата. И затоа се смета дека на луѓето мора да им се објаснат сите методи. Ние сега у болница од овде се трудиме и по оваа JCI акредитација што ја добивме сега по трет пат. Основно е пациентот да биде информиран, да знае што добива од таа работа, која е безбедноста на таа метода и реално да си он на крајот на денот кој ќе му се образложат сите методи, сите про и контра, за да може да се одлучи да знае што добива. Има ли импланти кои што може да бидат персонализирани? Да, тоа е сега уствари иднината. Според мене натаму иде цела современа медицина, затоа што секој од нас има своја биомеханика, статика, која што може да се разликува минимално 2 мм, 3 мм, меѓутоа во тек на години оптеретување тежина, тоа делува различно за секој од нас. Второ, не сите импланти, нели, секој пациент може да ги прифати. Дизајн имате по бројки, имате по големина и све. Меѓутоа, секој од нас има некоја варијација на агол, степен, различна облина на некој дел од таа раскавица, која што во овие класични стандардни методи не може да се превиди. Поради тоа, денеска методите се насочени кон персонализација или буквално баш персоналити of секој тип. И сега, што е иднината? Сега таму во Варшава направивме една презентација со една многу сериозна шведска фирма, која што го прави ова, да не кажам, во таа мултицентрична студија. Се надевам дека ќе влеземе и ние во таа европска студија, во кој што се 4 земји, сега за сега, значи Германија, Холандија, Шведска и Норвешка, во кој што постои принцип, вие кога доаѓате на преглед и се жалите на болка во коленото, и ја ви ги правам сите тестови, направиме една магнетна резонанца, која што мора да биде подреден протокол. И вие доаѓате, ја ви правам магнетна резонанца овде. Протоколот по магнетната резонанца и цел, да кажем условно, цел имиджинг, цела метода на снимање, ја препраќам во Шведска. Они по својот протокол го дизајнираат 3D мапинг, го дизајнираат вашето колено во 3D форма и го гледаат дефектот каде, колкафе, длабина, ширина, сите можни карактеристики, плюс праќаме од овде крвни слики, хормонски баланс и така натаму. И они во зависност од тоа го прават посебен дел имплант, значи тој најчесто се од овие племените метали, значи хром, ванадиум, титаниум, не е битно. 3D испечатан? 3D испечатан. И они ви го враќаат имплантот за вас, заедно со цел инструментариум го праќаат кај нас. И ние овде од овде се доаѓа тој спремен за вас и ја само со снимката ја влегувам на операција и го ставам тачно дефектот каде што ви е вас и тоа е комплетно custom made само за вас. Што значи дека буквално не се оштетува страничната површина, значи околината е буквално
неоштетена и само се аплицира како копче. Значи, буквално го внесувате внатре и он си почнува да си функционира нормално, секојдневна активност, со еден дел кој што не е комплетно сменета зглобната раскавица, него само тој дел е. Ефектът е заменет со таа хром ванадиум материјал. Споменавте каков материјал? Има хром, ванадиум, тоа се посебни метали кои што се идеално, што не се алергиски, кои што не може да предизвикуваат алергиска реакција, кои што имаат идеална таа оптеретувачка снага и таа архитектоника е така направена и нормално да се интегрира во просторот за да не дава оштетување на странични нормални зглобни површини. Треба да се минува по известно време или е трајно решение? Тоа е сега истото прашање, значи дали овие сега, значи тоа е сега студија која што трае веќе неколку години во овие земји и сега за сега буквално не луѓето од овде кои што ги имаат тој имплант се презадоволни, освен оние кои што се појавува на друго место заради години хора и тогаш ќе мора да се промени да се минува целосно колено. Меѓутоа, и тоа новото колено денеска ќе се прави по custom made. Значи ќе биде за секој дебелина, ширина, идеално да влегува да биде само за вас. Значи не постои колено кое што е општо за сите дебели, слаби, високи, ниски оптеретувачки површини. Значи навистина науката се движи со брзи чекори напред. И технологијата апсолутно, да. Велате кај вештачката интелигенција ќе најде свое место во овој процес, па како тоа е замислено? Да, тоа е сега еден голем хит. Тој имав еден посебен дел кој што траеше неколку часа. Дали вештачката интелигенција воопшто ќе не замени нас? Зашто тоа служи? Неколку прашања се битни. Имате пациент кој што има некој проблем, тој проблем се внесува сега компјутерски, се внесува во компјутерска дата процесинг, значи буквално сите информации за тој пациент се даваат и вештачката интелигенција ви го дава решењето. Они на крај ви пишува дека треба за овој пациент да се стави тоа, спрема, тежина, големина, треба да се иде на биолошка репарација, треба да се иде на протеза, направите му тоа и тоа, така. Значи тоа е сега заедно со длабоко учење, со вештачка интелигенција, служи за процесирање на податоците и он на крај ви вика, според ова све што ми дадете, најдобре се направи ова. Вие направите го. Сега. Дали ова е промена веќе, дали ние излегуваме од игра и дали влегуваат само вештачката интелигенција го држи системот. И основно, кој ќе биде крив доколку нешто се случи. Нели? На крајот на денот, што ако нели тоа не успее? И вие кажете, па добро, на што се потправте вие? Па така ми кажа вештачката интелигенција, нели? Дека треба тоа да го правам. Тука се сега тие големи игри, сложени, комплексни морални етички норми кои што би требало сега и тоа да се изанализираат. Иначе нашиот дел од овде, значи апликативниот, хируршкиот и мануелниот ќе се направи. Битни се одлуките кој и како ќе се направи и дали е ова еднината кон која што светот се стреми. Професоре, ќе им дадеме можност и на гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Немаме многу просторно, сосема е доволен за да се постават неколку прашања од страна на гледачите на темата на која што зборуваме, а тоа е трансплантација на зглобната раскавица, но и најновите методи кои што се однесуваат на овој проблем, на проблемот со зглобовите. Кога станува збор, докторе, за класичните замени на зглоб, тие што се традиционални, кои што се практикуваат, дали може да направат некаков проблем во процесот на опоравувањето кај возрастните лица? Значи, сите методи од овде, овие златни стандарди што се денеска што функционираат, кога е неопходно, кога ова мора да се направи во моментот? Секогаш затоа е многу битно да човекот знае што добива и што губи. Тоа ви исто како дали забот да се пломбира или одма се вади стај вештачки заб. Па исто е што има врска, бојата ќе погодиме и света. Меѓутоа, сите сензитивни делови не може да ги замените. Основна работа од овде е дека апсолутно си ја вршат работата за тоа што се наменети. За секој пациент и вештачките зглобови, протези во моментот и секогаш треба да знаете дека тоа е една последна фаза во која што веќе сите други методи сте ги отфрлиле и доаѓате во фаза кога последна работа што може да направите е да ставите вештачки зглоб, да ставите протеза, дали е колк, дали е колено, дали е скочен зглоб, меѓутоа мора да ги знае пациентот бенефитите од едното и од другото и дали ова него ќе му ги задоволи потребите за понатамошни секојдневни активности.
И ве сосема за крај, може да ни кажете што да преземеме во процесот на превенција за заштита на нашите зглобови. Зборувавме низ емисијата, но еве како еден сублимат. Да. Секогаш превенцијата мора да се базира, да почне од раната возраст. Значи, децата од овде ја пореметуваат статиката на почеток. Од рамни стапал, нели, кој имате една зграда, ако при земјото и први спрат неви се добри, на секој земјотрес све нагоре се крши. Основно е дека треба да знаете дека од стапалата почнува целата статика. Значи, вежби за стапала, правилни, ако е потребно ортопедски влошки, добивање на тој лак, соодветен пренос на сила, значи на стопало, колено, кол, кичма, се е тоа еден поврзан систем и доколку било кој дел од тоа не функционира и таа статика и биомеханика не соодветна, треба да знаете дека ќе има оштетување на зглобни раскавици, на зглобни површини, на делови на дискуси, делови на рбетен столб. Сето тоа е поврзано и зависи најмногу од статиката на телото. Пред да го вклучам гледачот, само уште едно прашање, доколку да речеме се скине некаков лигамент на коленото и слично, доколку не се интервенира на време, ќе направи ли тоа проблеми на зглобна раскавица, на колено, на кол? Да. Двајца гледачи имаме сосема накратко. Ајде, да, чекаме од овде. Ајде да им дадеме предност, па потоа ќе го може. одговорите прашањето. Добар ден. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало. Во програмата ве слушаме, повелете. Добар ден, поздрав до вас, до докторот. Јас на возраст сум 72 годишна. Така. Пред 9 години, 10, констатирано ми е гонартроза во колено и отидов кај доктор Камнар Виктор. Тој ми Така, добро, сте биле на лекар? Да ставам инjekција Артрум. Негде ме кошташе, уште работе повеќе од плата. И ми рече дека за година, две ќе немам уопште болки. Меѓутоа, после една недела, отидов со болки, велам, ништо не ми помага. Па вели со таа инjekција некому ќе помогне, некому не. И како ви тој начин. Ми става и плазма. 3 пати ми ваде крв од вена и со плазма ништо не ми помогна. Значи немавте никаков резултат од оваа регенеративна медицина која што во моментов е актуелна. Имате некој конкретно прашање, бидејќи навистина имам уште малку време, што конкретно сакавте да прашате, дали претпоставам има нешто што може да го реши вашиот проблем? Благодарам многу. Ви благодарам. Професоре, може ли регенеративната медицина? Да, првата инjekција што е стајна не е регенеративна, Добре. таа е варијанта на хиалуронска киселина, значи на еден сублимат од глукозамин, хондротин и хиалуронска киселина. Затоа е многу битно да се знае дека пациентот мора да биде информиран за методата. Колегата што ја ставил таа инjekција или што потоа колегите други што ги ставале овие, мора да бидат, значи пациентката мора да биде информирана предности, можности, квалитет, очекувани резултати за да знаеме што добиваме. Генерално, над 70 години, сите методи од овде се скоро, да не кажам исцрпени, сите можности, освен вештачко колено. Тоа е првата. Меѓутоа, треба да се знае дали тој пациент прифаќа, дали воопшто може, дали има други коморбидитети што па го отежнуваат процесот на операција или замена на вештач, што значи дека секогаш треба да има јасна информираност на пациентот што губи, што добива и кои методи се реално добри. Нека се јави пациентката, нека дојде, па ќе ја објасниме се што е потребно. Имаме уште двајца гледачи, а само 6 минути до крајот на денешната емисија. Ќе ги замолам што поконцизно да го постават прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. На возраст сум од 70 години. Така? Пред 12 години има проблем со левото колено, а сега и со десното. Преминувам ги овие инекциите со претходната гледишка, претежно ортович во левото колено, меѓутоа ништо не ми помогна. Пред короната на 20 во Мајка Тереза докторот ми закажа имплантант на левото колено, меѓутоа поради короната не смеев да се оперира. Што ми предлага докторот и како се вика докторот да се јавам пред него? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Професор доктор Константин Митев, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по травматологија во клиничката болница Жан Митрев е гостин во денешната емисија. Професоре, што советувате во ваков случај?
да се јави на преглед за да направиме еден прво персонализирање на комплетната функција зглобна, кои се карактеристиките, кои се можностите и да одлучиме што понатаму во зависност од наводот што го има. Реално од овде над 70 години, рековме до сега, во неколку наврати, ќе повторам, биологијата е многу тешко тука и тие можности се скоро исцрпени, меѓутоа кој друг тип на третман, дали ќе станува збор за некоја остеотомија или ќе станува збор за протеза, ќе мора да се јави кај нас, за да може да договориме понатамошен третман. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Се исклучил. Добре, моето последно прашање, професоре, се однесува за она што го споменав пред малку, доколку настане некаква траума, повреда, се случува човек да падне и да му се повреди лигаментот. Дали ако се скине лигаментот на коленото, може да се оштети потоа рскавицата на коленото или пак да се оштети рскавицата на колкот? Да. Основно е кој тип повреда е, каква е енергијата, дали е висока енергетска, ниско енергетска, кој лигамент е повреден, колку е оштетен, во кој степен. Значи, сето тоа зависи од типот на оштетувањето и основно персонализирано во зависност од тежина, оптеретување и како ќе се лекува. Генерално, доколку од овде постои само еден лигамент страничен, преден, вкрстен, има многу се разни варијанти. Ако се лекува соодветно, не би требало да има понатаму оштетување на раскавицата. Меѓутоа, ако е несоодветно или е превиден било каква повреда, може да настапи тоа зглобната конгруенција, ја викаме на зглобните површини, да се наруши, на долг рок апсолутно доаде до оштетување на зглобна раскавица. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за убавото појаснување поврзано со новитетите во оваа област. Очигледно дека трансплантацијата на зглобната раскавица ќе биде нешто што ќе се нарекува златен стандард. Да се надеваме, да. Да се надеваме. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и благодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Ова беше уште една емисија реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието, за тоа што бевте и денеска на Телма во овие 45 минути и се гледаме повторно секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути. Имете пријатен ден.